Теле и благодарам што ќе ни дадете можност да работиме после 18 часот, бидејќи условите за работа колку толку заликуваат на некои нормални услови. Она преска што го имавме, особено вчера што го имавме на комисијата во сала број 6, беше све освен нечовечки и не беше основа за работа кај што може плодно да се размислува и дискутира. И се надевам дека ќе бидат превземени соодветни чекори да имаме барем основни услови за работа во идниот период. Да, така е. И би сакал исто така да укажам дека можеби јас, за разлика од некои колеги кои што имаат втор, трет, пети мандат во собранието, не сум толку вешт со овие деловнички маневри, но во секој случај ќе го почитувам она што го изгласа собранието и би сакал исто така да укажам дека имам потполно разбирање за колегите што бараат приоритет на определени точки, бидејќи оваа држава има и tekako сериозно напластени проблеми, и tekako има проблеми во функционирањето, и tekako има работи кои кочат развојот на државата, и tekako има проблеми, појави, институции, личности кои што оневозможуваат развој и квалитетно секојдневие на нашите граѓани. Така да апсолутно разбирам зошто некој сака да има приоритет да се продискутира за состојбите во судството, некој кој што сака да даде приоритет на нашите мисии во странство, оние што сакаат да имаат приоритет и во однос на народниот правобранител, бидејќи навистина повредите се огромни. Но исто така, моето мислење беше, ќе се повикам, се разбира, на член 70 став 2, дека не помалку е сериозна ситуацијата и на полето на јавните набавки. Велиме дека имаме држава потопена во корупција, имаме измисли на криминал на сите полиња, најголемиот дел од нив лежат или се наоѓаат проблемите, појавите и сторителите во делот на јавните набавки. Затоа, точката под број 20, годишниот извештај за работата на Државната комисија за жалби по јавни набавки за 2021 година, предлагам да биде седма точка на денешниот дневен ред и сметам дека исто така едногласно ќе бидете сите сложни да имаме можност да продискутираме за сите манипулации што се сведоци и ние и нашата јавност. Да можеме да продискутираме по самиот извештај за сите оние појави што се утврдени во извештаите и истражувањата што се направени од релевантни независни тела. Да можеме да продискутираме за ситуација кога имаме набавки и тендери 3 до 4 пати поскапи од реалните цени. Да имаме ситуации каде што се вршат преговори во 4 очи. Да видиме каде се злоупотребуваат парите од буџетот, парите на граѓаните и како тоа оваа власт го спроведува. Затоа сметам дека оваа точка, каде што можеме да го разгледаме извештајот на комисијата, каде што најголемиот дел по плаќите на директно засегнатите страни и правни субјекти во оваа држава, да имаме простор да го разгледуваме како точка број 7. Ви благодарам.